Добро ви утро, 10 часот е вистинско време за ново издание на магазин. Веднаш по Ја сакам Македонија. Ја пречекуваме нашата денешна гостинка, младата и талентирана пејачка Тамара Груевска, која што ја паметиме уште од детскиот Евросонг, а потоа продолжи да реди хитови од балади до брзи динамични песни. Овој пат најавува ново музичко поглавје во незината кариера со песната Нема да бегам. Ќе го погледнеме и видеозаписот, ќе ни раскаже со кого работела една екипа од еминентни имиња е вклучена во овој проект, ќе ни раскаже и за следните планови и за пораката која што сака да ја пренесе токму со оваа песна. Па затоа останете со нас. Добро утро и добре дојде, Тамара. Добро утро, добро ве најдов и благодарам на поканата. Како си утрово? Супер сум. Патуваш често одиш гости во Скопје или? Па патувам повеќе овде Скопје, дека имам и фамилија и патувам повеќе и Скопје. Така, на познат терен си и тука во Сител телевизија, бидејќи имаш и претходно гостувано. Пред да зборуваме и за песната, она што е главно и актуелно за што си тука, имаме краток предизвик за тебе или во врска со кариерата да одбереш некоја опција, импровизација или строго планирање пред настап? Па мислам повеќе импровизација. Добро. Брза и енергична песна или емотивна балада? Па повеќе моите песни се балади. Сега ова нова моја песна е повеќе брза, динамична. Но мислам еве ти лично што би избрала ако треба да? Па повеќе би избрала балада. Балада, добро. Значи дека тоа и приватно си емотивна? Па може да се каже, да. Така. И микрофон или пијано? Па повеќе би микрофон. Така, колку време свириш пијано? Знаеме дека и во тоа си многу добра и вешта. Од мали години свирам пијано, но и сега исто вежбам приватни часови. Така. Пијано. Да, а микрофонот? Кога прв пат започна да пееш? Беше уште од многу мали години. Еве прв пат на надпревар интернационален, да се каже, бидејќи уште од 6-7 години учествував на фестивали, но тие беа детски. А сега за прв пат на интернационален фестивал беше на 11 години, тогаш беше надпревар со каде што учествува повеќе држави, па така тоа ми беше прво искуство на. Колку тоа ти помогна пред детската Евровизија? Да разбиеш можеби... Учествувам на многу фестивали и надпревари пред детската Евровизија, стекнав многу искуство за да дојдам до таму и мислам дека и после детската Евровизија стекнав и од таму, од самиот настап, многу искуство, бидејќи тоа е едно големо доживување, сепак пред толку многу луѓе да се настапува. Секако и преку малите екрани што гледаат милион. Да знаеш дека толкова публика те гледа и после тоа и дека ќе има и коментари, нели, и совети, и по социјалните мрежи сигурно имало уште тогаш. Сега веќе си подготвена за онаа друга Евровизија. Да. Би сакала да учествуваш? Па би сакала, имам желба и да подоживам тоа искуство на големата Евровизија. Секако тоа сигурно е уште поголемо доживување на таква голема, уште поголема сцена и мислам дека има време за тоа секако. Се со свое време. Така е, за новата песна изјави дека сакаш да пратиш моќна, силна порака и кога спека авторската музика, Нема да бегаме, нешто што е најново од тебе, па од што нема да бега Тамара? Па насловот е символ на храброста. Нема да бегам не се збарува само за љубов, туку се збарува и за дека не треба да бегаме од нашите предизвици, од животните ситуации, од чувствата, бидејќи имаме одредени моменти кога сме во ситуација дека полесно е да се откажеш, но токму затоа и пораката на песната дека не треба да се откажуваш, дека треба да продолжиш напред. И мислам дека многу ќе се пронајдат во текстот, многу девојчиња и имало ли кај тебе такви ситуации? Кога си сакала можеби некогаш да се откажеш од нешто, дали е тоа учењето, дали е тоа настапувањето, музиката?
Имало и такви ситуации, секогаш има такви, но мислам дека не треба од ништо да се откажуваш, бидејќи треба да продолжуваш. Да, како се бориш ти во тие моменти, ете да не се откажеш, да не потклекнеш? Како ја наоѓаш храброста, упорноста, трудот? Секогаш ќе ги слушаш, пример, некој, ако ти даде совет, некој поучен совет, па Така. од повозрастните секако. Кој е оној главен што те советува Од тебе? семејството секако добивам највише совети Да. и поддршка и затоа Да. Како го исконтактира пак тимот кој што работел на оваа песна или тие тебе те побара, бидејќи се работи за познати имиња од нашата естрада, можеш да ни раскажеш кој се учествувал? Да. Музиката и аранжманот се од Роберт Билбилов. Уште од порано работиме со него. И се надевам дека ќе продолжиме, бидејќи више ова ни е четврта песна. Да. После имам Сила, само насмевни се и евровизиската песна Кажи ми кој. И текстот е на Тања Соколовска. Видеозаписот исто. Видеозаписот, да, од режисерот Огнен Шапковски. Исто така за кореографијата се погрижија девојките од Fusion, од Куманово. Така. Многу се исто посветени и испадна се онака како што беше замислено, бидејќи правевме и проби пред спотот, денот на снимањето на спотот, и мислам дека испадна се онака како што беше замислено. Твоја беше замислата за спотот или? Па има тие неколку замисли во врска со кореографијата, што мислам дека многу добро одговара со музиката, со ритамот и Да. потоа на проба се така као се приклопивме со ми покажаа некои движења и мислам дека И ти учеше од нив? Ти дава некои совети во однос на танцувањето? Да. Да, повеќе сакаш да работиш со ете колеги, со работници или на некој проект кои што имаат готови идеи или сакаш ти да бидеш таа која што ќе има повеќе удел, која што ќе остави свој белег и ќе дава идеи севкупно за проект? Мислам ќе има и некои проекти кои ќе давам ја идеи сама, но ќе има и некои идеи, например, кои ќе бидат подготвени, па јас само ако ми се допаѓаат и Така, значи зависи од песната, од екипата со која што работиш. Какво е чувството да работиш со познати музички имиња од нашата естрада? Колкава е тука и комуникацијата, дружбата, нели кажа дека трае всушност повеќе неколку години, но што е оно што може да се научи од тие што се ете поискусни од тебе во оваа добивам професија? доста совети, бидејќи ја работам доста време со овие композитори и мислам дека добивам многу совети од нив и многу сум им благодарна и за поддршката и за све. И се надам дека ќе соработувам и понатаму со нив. Да, така. Има ли некој совет особено што го паметиш, што ти останал во сеќавање? Да бидам своја, најчесто на настап, да немам трема, Така. но секогаш постои таа позитивна трема. Секој изведувач има трема, нормално е тоа, но таа е позитивна трема која е нормална пред настап и мислам дека Тој може би веројатно поради одговорноста што Да. ја чувствуваш да, пред публиката и професионалноста, сакаш Да. се да е добро, убаво на крајот од денот да излезе се како што си замислила, но кажа дека сакаш и да импровизираш пред настап, дека нели кога те прашам за играта импровизација или строго планирање, кажа импровизација, што значи сакаш и да смениш можеби нешто, да вметнеш нешто свое пред настап или за време на настап. па секако, например, сакам да импровизирам во текот на настапот, например, кога ќе сум на сцена, да покажам нешто ново или... Да, така е. Најави и ново музичко поглавје, кажавме со оваа песна, па што е она
што ќе биде ново и понатаму или поинакво од досегашното што сме го виделе од тебе? Гледаме дека ова е нешто посмело, похрабро може да се каже, музичко парче, но како ти ја доживуваш таа промена и новото поглавје што значи за тебе? Мислам дека ќе продолжам со нови песни, нови идеи, секако сакам да испробувам нешто ново. Мислам дека секој проект ќе биде уште подобар и подобар од прошлите. Би менувала и жанрови, можеби? Би мешала жанрови или би се задржала на еден стил? Па за сега за овој стил би сакала да се задржам, но можеби во иднините би сакала, например, нешто ново ако така е, ќе видиме во иднина. Да. Ти ќе ни кажеш што може да очекуваме од тебе, ние ќе те следиме будно. А сега ќе проследиме и песната "Нема да бегам" со видеозапис, па ќе прокоментираме уште малку околу новиот проект. Светнало сонце низ прозор, вечер кори, будна пак да ме види, прашина се каде. Букет суви рози, спомени заробени. Нема да бегам, дур светот, не го сменам. Во мислите следам, дур одиш, ќе гледам. Нешто ми зема, после те снема, дај провери, вулканот желби, сурови вели, заробени. Нема да одиш, после не ми вратиш и врата затвориш. Отвори очите и кажи што ќе видиш, ангел претворен. Во демон гледаш ти, окваштом помине и денот пак ќе годи. На лице врели сози, победи. Нешто ми зема, после те снема, дај провери, вулканот желби, сурови вели, заробени. Нема да одиш, после не ми вратиш и врата затвориш. Нема да бегам, дур светот, не го сменам. Во мислите следам, дур одиш, ќе гледам. Нешто ми зема, после те снема, дај ми провери, вулканот желби, сурови вели, заробени. Нема да одиш, дур се не ми вратиш и врата затвориш. И врата затвориш. Погледнавме и Тамара и танчерките, видно подготвени за овој видеозапис. Локациите, каде се снимено, можеш да ни Локациите, раскажеш и околу снимањето повеќе. Првата сцена
што беше со мостот, таа е позади Канал 5. Во студиото таму беше, ја снимавме и Само насмевни се. Така, минатата балада што беше. Претходната песна, исто така од Роберт Билбилов, и таа беше во истото студио како и Нема да бегам. Да. А минатата ја работеше со друг тим, нели? Минатата исто со Роберт Билбилов, со Срце знае се. За Срце знае се, со Андријана Јанеска работевме. И со Огнен Неделковски текстот. Така. Дарио Јанковиќ беше за видеозаписот задолжен, и исто така Ана Марија Јанковиќ режисер. И многу убав и тој проект беше една убава балада љубовна за сите млади. Да, колку ти се пронаоѓаш во тие текстови? Дали треба нешто лично да доживееш за да го пееш, или едноставно емоцијата сама доаѓа без разлика дали ти е нештото преживеано претходно? Па емоцијата кога сама доаѓа секогаш. Ки имам и исто така. Мислам дека многу луѓе се пронаоѓаат повеќе во љубовни текстови. Мислам дека и повеќето текстови од многу артисти се љубовни, и токму поради тоа многу луѓе се пронаоѓаат, и мислам дека ќе продолжаме со такви посериозни текстови. Да, бидејќи знаеш дека луѓе се пронаоѓаат, верувам дека ти напишале нешто, ти оставиле коментар, па си имала увид во тоа кој во што се пронаоѓал. Што е она што најчесто го читаш за твоите песни? Какви коментари, што е она што го велат? Во што точно се пронаоѓаат? Па има многу позитивни коментари. Многу сум благодарна за цела поддршка, многу ми значат сите позитивни коментари. Многу сум среќна кога ќе слушам дека некој ја слушнала песната повеќе пати и дека се пронашол во неа. И Да, во однос пак на кариерата, во кој правец би сакала да продолжиш да се движиш, затоа што знаеме дека и во средно медицинско си сега, односно учиш нешто поразлично од музиката, па како планираш да избалансираш со овие две работи? Па за сега исто така учам и музичко приватно, но и медицина. И многу интересно така две работи нешто друго да учам, но мислам дека ќе продолжам понатаму со музика, бидејќи тоа ми е приоритет. Во однос на факултетот би одела на... Да, музичка академија. Да, на музичка академија. Кој е главниот виновник за музиката, а кој пак за медицината? Дали можеби од некого си го наследила талентот или интересот кон овие работи? Па највише од татко, бидејќи од многу години се бави со музика, исто така и од дедо ми, и мислам дека имам наследено од нив. Да, каква музика слушаше пак како малечка? Со каква музика си растала? Ко малечка, па слушав секаква музика, но најмногу мислам дека се правим во поп, но секако слушав и джез и рок, но мислам дека поп највише ми одговара. Да, така е. Во однос на фестивалите и надпреварите, што е она што можеш да го најавиш како следно, па ќе се навратиме секако и на некои изминати надпреварувања кои што и пред малку ги спомнаа, се интернационални. Следно ова година сега ќе се одржува во август за неколку дена, и Мюзикленд во Струга ќе биде. Прошлата година беше во Битола и во Охрид, сега ова година во Струга со камерен оркестар. И прошлата година многу стекнав искуство таму, бидејќи многу е друго доживувањето со камерен оркестар, бидејќи сепак подруго е во живо. Да. И многу убав надпревар, многу ќе ми биде мило да учествувам. Со што ќе се представиш таму? Дали од сега имаш размислувано, подготвено, со кого се подготвуваш за тој настап исто? За секој мој настап се подготвувам
со Андријана Јанеска, мојата менторка, и за овој надпревар ќе пеам 2 песни англиски. И мислам дека за секој надпревар највише се пронаоѓам во странските песни, во англиските. Така. Мислам дека и тоа највише и го бараат таму во жирито. Да, ова исто може да го прокоментираме од каде е овој настап, кој што го најдовме на социјалните мрежи и музички платформи. Ова беше во Грција. Исто така многу убав надпревар. Освоив прво место, Гран При. И многу убаво искуство, доживување, дружење, убаво беше многу. Да, затоа велиш нели повеќе на странски сакаш да пееш, но овие надпревари бараат да пееш на англиски јазик. Овде ја пеев од Уитни Хјустон. Така. I have nothing и мислам дека највише ја слушам од странските пеачки. Да. Највише слушам и ги учам песните од нас. Да, и природно ти доаѓа. Да. Природно И од мала, го пееш англискиот, убаво го И прв пат кога изговараш. слушнав како мала, мислам, од секогаш сум сакала да пеам секаде песни од неа. Да, по-природно се чувствуваш кога пееш на англиски, отколку на македонски? Па и на македонски имам пеано и на доста фестивали, надпревари, ама и во македонски песни се пронаоѓам исто така убаво ми одговараат. Да, така е. Ти кажа дека тука го освои првото место. Кои беа пак останатите надпреварувачи? Имаше од Балкан, од Европа? Имаше од цела земја, имаше од Романија, имаше од Бугарија, имаше од Балканот, од Словенија, имаше доста земји. Да, така. А во однос пак на овој што ќе биде во Струга, кои таму ќе се надпреварува? Па исто и таму се надпреваруваат од многу земји деца. Исто е меѓународен, Да, исто интернационален. меѓународен е. Не се надпреваруваат само деца, туку и возрастни. А и возрастни? Да, и возрастни се надпреваруваат. Ти си во некоја друга категорија или Има и поделени категории, сте? да, има сениор, джуниор и јас сум во категорија Джуниор е таа па категорија или? така, да. Да, добро. Си била и на Сан Ремо Джуниор. Така, можеш да ни раскажеш повеќе околу тоа искуство, колку значеше тоа во твојата кариера? Да, и Сан Ремо да го спомнеме, многу убаво искуство, исто многу беше слично и како детската Евровизија, бидејќи, но таму беше со камерен оркестар исто. Таму ја испеав Rise Like a Phoenix од таа исто евровизијска песна, многу убаво искуство беше. И се здружив и со многу надпреварувачи од доста земји запознав и многу беше убаво. Да, се одржуваат ли тие контакти кога ќе се запознаеш со другите кандидати надпреварувачи низ годините, успеват или повторно да се видите или да се слушнете? Имаме контакт, например, после неколку од кога заврши надпреварот, имавме и контакт, комунициравме преку пораки и Да, остануваат убави сеќавања. остануваат убави моменти од тоа. Има ли можеби некоја интересна ситуација или комична што ја паметиш од како анегдота од твоите настапи, дали за време на настап, дали пред настап, ти си имало нешто случајно? Може би имало, ма не можам сега да се сетам за тоа. Дали А имало многу такви ситуации. Да, дали Да. некој твој гаф или можеби од технички причини да се случила Имало и некоја такви грешка технички грешки кои се случувале, например матрицата да сгреше, да пушта друга песна. И тоа се случува? И да тоа се сгрешат песна? случувало, Аха. да. Како се снаоѓаш во тие ситуации? Па сами знаат дека ја погрешиле матрицата и сами потоа ја поправаат грешка. Па добро, значи брзо реагираат. Колку е тешко пак или е лесно како млада артистка во ова море на трендови, различни жанрови, трендовите гледаме дека преку ноќ се менуваат, да останеш автентична со свој израз, да изградиш некој свој стил. Колку ти е тоа тешко? Па не е тешко. Секако со тек на време
Да, се гради стилот. Да. А трендови би пратела слепо, да речеме, доколку се менуваат низ годините, или би сакала да задржиш нешто свое? Па би пратила трендови со тек на време, ако се менуваат. Би следела ако има нешто ново. Да, би вметнала Да. нешто, да, но би сакала, како што кажи пред малку, да задржиш сепак нешто свое, да бидеш нели автентично. Велиш дека не е тоа воопшто тешко, нели, Да. ако го знаеш оно што го работиш, се познаваш себе си и својот стил. Би сакала ли уште некој да ти, да речеме, помогне околу некоја песна? Имаш ли колеги музичари со кои што допрва би сакала да соработуваш? Затоа што гледаме дека навистина се сите реномирани имиња од естрадата, работиш со познати луѓе од нашата сцена. Па има многу, во Македонија има многу квалитетни композитори кои што прават многу убави песни на многу познати артисти од Македонија. Би сакала да секако да пробам нешто ново, да видам, но мислам дека за сега би сакала да продолжам да сработувам со истите што ми беа до сега. Да, така во однос пак на идните фестивали и надпреварувања, колку тие ти значат, дали би сакала на уште некој да се пријавиш, да учествуваш? Па би сакала да се пријавам можеби од другата година на Макфест. Би сакала и тоа искуство да го доживеам. Мислам дека со своја авторска песна, мислам дека многу Би сакала да биде многу некоја убав фестивал. некоја балада македонски. или некоја брза, динамична? Па мислам дека ќе видиме тоа со дека мислам повеќе балада би одговарала за Макфест. Да, од која година веќе би можела да се пријавиш, би можела да учествуваш? А мислам од другата година више би можела да нели во однос учествувам. на годините Да. и од кои години веќе примаат таму да Па и исто, и учествуваш, мислам да и пееш? од помала возраст примаат. Но мислам дека од другата година би била повеќе спремна за на Макфест. Да. Колку сакаше ти во иднина да ти остане оној белек печат дека си дете од јуниор Евросонг, односно од детска Евровизија? Дали мислиш дека тоа ти беше одскочна даска за понатаму и ти помогна да градиш мислам дека кариерата? тоа највише ќе го памтам, бидејќи тоа е едно големо достигнување и секогаш ќе го памтам и за воиднина јуниор Евросонг, секако. Бидејќи секако многу голем тим работевме за таму, бидејќи не е лесно на таква сцена и не е, сепак треба многу работа и Колку време се подготвувавте тогаш пред тој настап? па Колку имаше време неколку работеш? месеци од летото се подготвувавме, бидејќи тоа беше во ноември. Така. Ние се подготвуваме уште од јули месец со Љупка Екимовска, која беше за сценскиот настап и исто така и за оваа песна Нема да бегам се погрижи исто таа. Ете еден голем поздрав до неа и целиот тим од МРТ. Да, тоа беше, тогаш имаше 12 Да, 12 години имав. години, да. Уште немав наполнето 13, бидејќи ја славам роден декември, а тоа беше во ноември за еден месец. Да. Уште имаше 12 години. Што ти беше пак најтешко, најголем предизвик да го совладаш или да се соочиш? Како што кажа, сепак е голема сцена, многу публика, многу време подготовки, неколку месеци се во прашање. Па мислам дека работевме многу за тоа. Бев спремна и исто така и таму имаше проби неколку и мислам дека се испадна како што замислував.
Да, како што планиравте, Да. па добро, затоа и долго време си се подготвувала. А инаку пред настап како се подготвуваш? Имаш ли некои особени навики, обичаи, ритуали кои што ги правиш Па има пред секој настап? неколку вежби за распевање така што ги практикувам. Секако треба пред настап да се распееш, да се подготвиш убаво за да испадне, за да изведеш убава песната. Да, тоа го правиш сето тоа со твојата менторка или понекогаш и сама се подготвуваш? Па исто, мислам и со мојата менторка Андријана Јанеска секако. На голема благодарност до неа, бидејќи работам уште многу мала со неа. И за пијано, и за пеење, и за двете работи? Само за пеење. А, за пеење. Да, за соло пеење и уште од кога бев мала многу ја слушав и кога слушнав дека држи часови исто по пеење, сакав да ми биде професорка, учителка по пеење. Да, да, кој е пак најдобриот совет од неа што го имаш добиено? Па да немам трема пред настап, да бидам своја и ми ги кажуваете како правилно да изведам песната, на кои места за да нема при изведувањето да нема некои грешки. Да, така е. Ја следиш ли моменталната сцена во Македонија? Кого слушаш, кого сакаш Па, да погледнеш, многу можеби на настап, на концерт? Има многу од македонската естрада кои слушам, доста, и би сакала во иднина ако заеднички некој проект, но тоа со тек на време. Би сакала, има многу и млади артисти сега и многу квалитетни изведувачи кои со години работат и мислам дека во иднина би сакала со некој од нив да имам некој проект. Да, со некои што се млади. Да, или дует, да. Така, се поддржуваат и меѓусебно младите артисти, знаат ли понекогаш да си упатат некоја позитивна критика, да си пишат, да си искоментираат на социјалните мрежи, постои ли таа колегијалност? Има, да, и тоа. Секако треба да се поддржуваме во секое време и секогаш имала таа поддршка меѓу нас и секогаш ќе има. Да, така, значи постои тоа. Добро е кога не се гледа само како конкуренција, другиот пејач, туку и како колега и пријател. Бидејќи сме пред самиот крај, ќе слушнеме и Срце знае се, за кое што позборувавме пред малку, па можеш да ми раскажеш како се случи оваа песна, како знаеше дека токму за тебе, дека е твоја песна? Кога почувствува дека е добро напишана и добро создадена за твојот глас и за твојот стил? Па кога бевме кај Андријана во студио, мислам одма ми се допадна мелодијата, после и текстот, кога го напиша Огнен Недалковски, мислам дека многу убав проект, убава песна со убава емоција и би сакала да имам исто така такви балади некои љубовни со емоции. Да. Како што кажи, приватно си таква, па ти лежат тие поемотивни песни. Ти благодарам многу за гостувањето. Верувам дека ќе се видиме повторно. Ти посакувам многу успеси и нови песни и секако да биде онака како што си го замислила новото музичко поглавје кое што го најави. Благодарам. Да, одиме со уште една песна од Тамара Груевска, така што останете на телевизија Сител, а од мене довидување. Се гледаме повторно утре во 10 часот. Tvoja nasmevka nešto započnuva. Prašuvam, sonuvam,
патувам кај што никој не сам. Очи код стрешитве, немир во градите, срце знае се. Узнам, танцува душата, сонцето испраќа зрак, ништо исто не, јагода на усни зреза, љубов кон музика, може уште рано е, но срце силно бие, штом сме близко ние на час. Љубов, нежност, секој човек сонува, бара се надева, доаѓаш, зборуваш, чувствуваш дека веќе не си сам. Очи код стрешитве, немир во гради